Состојба и можности за превенција, дијагноза и терапија на вирусот хепатит С повеќе корисниците на други и граѓаните од Полошкиот регион беше темата на стручниот собир одржан во Тетово. Стручниот собир е дел од превентивната програма одржување на ниска ХИВ превенција во Република Македонија, поддржана од Обединетите нации и Глобален фонд за борба против ХИВ-сида, туберкулоза и маларија. Со огледување на состојбата со хепатитис С, можностите за понатамошно вмрежување на сите стручни институции и организации, развивање на здравствена мрежа и систем на поддршка кои би придонеле за поуспешна соработка во однос на превенцијата, дијагнозата и терапијата на вирусот хепатит С во Полошкиот регион, бија целите на стручниот собир кој денес се одржа во Тетово. На собирот беше презентирана работата на Центарот за намалување на штети од употреба на дроги, кој работи во состав на Центарот за развој и напредување на јавниот живот Тетово, особено делот од работата со интравенозните корисници на дроги како најризична група со можност за инфицирање од вирусот на хепатит С. Програмата во Центарот за намалување на штети е наменета за корисници на дроги, за нивните семејства. Нудиме сервиси од правни, социјални и медицински. Како најризична група се за заболување на вирусот хепатит С, затоа има претходно советување, значи едукација за начинот на заразување и како да се заштитат од истите. Поради тоа, значи, располагаме и нудиме бесплатен материјал, тоа е стерилна опрема за инјектирање и кондоми како превенција за безбеден сексуален однос. Голема е бројката, значи, на позитивни резултати од тестирањата. Тестирањата се вршат во мобилно возило, доброволно, на корисникот кој што доаѓа. Доколку е позитивен резултатот, се препраќа, значи, во соодветна здравствена институција во ману на подетална анализа. Хепатит С е болест наречена тивокубиец, затоа што не покажува симптоми освен загубен апетит, малаксаност и слабост, кои лицето најчесто ги занемарува. Ако не се открие навреме, болеста брзо напредува до цироза и карцином на црниот дроб. Сегогаш многу е тешко да се препознава хепатитис С, затоа што околу 80% од инфицираните одат асимптоматски, што значи дека таквите пациенти воопшто немат симптоми и не знаат дека се инфицирани, затоа денешната тема ќе биде таа што ќе настојаваме да направиме скрининг на одредена популација, односно на ризичните групи, или можеме поинаку да речеме на групите со ризично однесување, за да можеме да откриеме, рано да ги откриеме и рано да ги поставаме на терапија. Постои генотип 3 кој се лекува 6 месеци и генотип 1 кој се лекува цела една година. Успешноста до сегашна нашите искуства на инфективно одделение што се лечени се задоволителни, посебно се однесува до генотипот 3 кој е поблагодарен за лекување, зашто успешноста оди до 90%. Додека генотипот 1 е помалку осетлив на терапијата и успешноста на лекувањето оди до 70%. Денешниот стручен собир е дел од превентивната програма одржување на ниска ХИВ преваленца во Република Македонија, поддржана од Обединетите нации и Глобален фонд за борба против ХИВ-сида, туберкулоза и маларија и имплементирана од Министерството за здравство и Центарот за развој и напредување на јавниот живот Тетово.